Околу 8 часот и 15 минути ни е термин резервиран токму за разговор во нашата утринска програма на телевизија Мега. Денес посветуваме повеќе внимание на здравието, но повеќе за детското здравје. Поточно денес ке зборуваме за инфекциите кај доенчињата и токму за таа цел се подразбира дека најдобро е со нас да има нели специјалист педијатар, а ова утро заедно е со нас доктор Маргарита Камбовска. И посакуваме добро утро и добро ни дојдовте во телевизија Мега. Добро утро, добро ве најдов. Се надевам дека се чувствувате пријатно, рано на сабајле или рано наутро. Ви благодариме за издвоеното време, што денес ке зборуваме токму за една тема која што е значајна особено за младите родители. Да разграничиме на тема, зборуваме инфекции кај доенчињата. Повеќе за тие што не знаат, секогаш кажеме инфекции кај бебињата. Но дали има разлика? Има разлика. Значи во педијатријата новороденче е едно бебенце кое го рачунаме од кога ќе се роди до крајот на првиот месец. Доенче е од крајот на првиот месец до крајот на првата година. Понатаму веќе ни се класифицирани пациентчињата како мало дете во втората година од животот и третата, односно предшколска возраст, понатаму школска возраст и така натаму. Баш обрнавме внимание за тоа што доенчињата во текот на првата година од животот, значи тоа народно кажано бебиња, додека се уште ги викаме, имаат неразвиен имунолошки систем, поради тоа се многу склони кон инфекции, добивање на првите инфекции во текот на животот и затоа сакавме да токму за тоа се одлучивме денес и се подразбира дека знам дека дел од гледачите, кои што се и или родители, ги интересира токму повеќе, бидејќи нивните доенчиња, бебиња, можеби во овој момент имаат одредена инфекција. Убаво е да зборуваме за тоа какви видови на инфекции има. Има повеќе видови на инфекција. Прво да кажеме што е тоа инфекција, значи, за да знаат мајките. Инфекција е најчеста патологија, викаме патолошка состојба на бебенцето во текот на првата година од животот, во која што боледува од болест која што е предизвикана од одреден микроорганизам. Така ги објаснуваме инфективните состојби. Во микроорганизми спаѓаат бактерии, вируси, најчесто термини кои што ги слушаат мајките, меѓутоа треба да се спомнат и други видови на микроорганизми од кои што поретко боледуваат баш доенчињата, значи бебенцата во текот на првата година од животот. На прво место, околу 80% од инфективните состојби кај доенчињата се предизвикани од вируси и спрема наши статистики и спрема светски статистики. Мајката најчесто ќе ја препознае таа состојба по покачената температура кај бебенцето, иако не мора секогаш да се манифестира веднаш со покачување на температурата, затоа што тие се толку имунолошки незрели да не ни реагираат карактеристично при одредена инфективна состојба, значи кога е во нив присутен одреден микроорганизам, како вирус или бактерија. Токму поради тоа, јас како еден обичен и најчест совет кој што го давам на мајките е да се обратат кај својот матичен педијатар доколку приметат дури и намален апетит кај бебенцето, затоа што тоа во зависност од неговиот имунолошки систем може и да не манифестира покачена температура, а да се одвива нешто сериозно како инфективна состојба кај истото. За тоа кои се најчестите, како се добива инфекција? На што се подразбира, секогаш е најважно на што треба да внимаваат родителите, бидејќи секогаш штом знаеме која е причината, тогаш ќе внимаваме нели малку повеќе и ќе се намали таа можност и шанси нели да се добие инфекција. Така, секој микроорганизам се добива и се пренесува на различен начин. Прво пак ќе ги спомнам вирусите, за оглед на тоа што се најчести вирозите или вирусните заболувања, инфективни заболувања кај доенчињата. Тие се добиваат на индиректен начин, значи не мора да имаме директен контакт со друг заболен од одредена вироза, затоа што доколку еден пациент боледува од вирус и при зборување, кивање, кашлање и сврла вируси во надворешната средина, по начин на флигеови капки, значи
преку воздухот. Доколку бебенцето е блиску, вирусите се исто така многу неотпорни микроорганизми и инфекцијата треба непосредно веднаш, значи да се пренеси. Не може на пример денес да кива во просторијата одредена личност и под просторијата понатаму да се проветри. По 2 дена нема од тие вируси во таа просторија. Значи не може и на тој начин долгорочно, затоа што се тие неотпорни интраклеточни микроорганизми. Така да, значи, едно обично проветрување на просторијата знае да го прочисти воздухот и да го спречиме при ширењето на одредена вироза која што се манифестира со кивање, со кашлање, со течење на воденикав секрет од носето, солзење од очињата или ние, како што ја викаме, често плачен лик на бебенцето. Тој е најчест начин на пренесување на горно-респираторните вирусни инфекции кај децата. Бактериските инфекции се пренесуваат на различен начин и тоа во зависност каква бактерија станува збор. Доколку станува збор за бактерија која што го напаќа гастроинтестиналниот или цревниот тракт, тогаш се најчесто фекоорални инфекции по пат на нечисти рачиња, ќе допрат предмет или храна која што одреден дел, значи кој што е заразен со одредени микроорганизми и тие имаат навика, посебно доенчињата, се што допираат и се што ќе им дојде до нивните рачиња, да го стават во устата. На тој начин директно ја внесуваат бактеријата и понатаму дали ќе предизвика болест или не, зависи исто така од имунолошката состојба на бебенцето. Бактериски инфекции поретко во доенечка возраст, тие настануваат почесто понатаму, која ќе почнат во градинка, 2, 3 година од животот, па понатаму мислиме на нив, значи во зависност од возраста на детенцето. Вирозите најчесто се пренесуваат на тој начин, токму поради тоа родителите треба да обрнат внимание на хигиената, негата и исхраната кај малите бебенца. Протеинската исхрана е таа кон која што обрнуваме внимание, затоа што сите имунокомпетентни клетки во состав на имунолошкиот систем и на човекот и на децата се составени од протеини, значи од одредени аминокиселински секвенции кои што ги има во протеините. Токму поради тоа доенчињата покрај зеленчук и овошје, кои што изобилуваат со витамини, тие се медијатори, значи во тие процеси во кои што имунолошкиот систем функционира, треба да функционира безпрекорно. Протеините се тие кои што се исто така многу битни. Значи правилна исхрана кај бебенцето и условите во кои што тоа се движи, игра, да бидат хигиенски исправни. Не претерано, значи не да се учи новороденчето и доенчето во стерилни услови, се да биде стерилно, затоа што сите ние луѓето сме колонизирани. На нас има присутни бактерии и вируси со кои што може да сме само здрави носители, а не да сме заболени, значи. На тој начин тие и го развиваат имунитетот со сретнување на околу нив на одредени микроорганизми. На тој начин нивниот имунолошки систем, сретнувајќи се со микроорганизмите, созрева и создава имунокомпетентни клетки кои што понатаму ќе го штитат и од попатогени микроорганизми. Тоа се микроорганизми кои што се способни да предизвикаат болест. Токму и тоа прашање сакав да го поставам, дали навистина премногу да се грижиме, бидејќи секогаш преголемата грижа може би повеќе ќе штети, бидејќи секогаш нели нашиот имунитет го градиме сепак врз основа на онаа борба која што е нели вирусите со нашето тело и се подразбира треба нели малку и да се челичиме, народно кажано, од најмали се подразбира од доенче дури. Тоа сакав и да обрнам внимание. Значи, не треба новороденчињата, доенчињата, па и малите деца да се учат да растат и да се развиваат во претерано стерилни услови, токму поради тоа. Баш еден од нашите професори сакаше да каже дека, мислам, во контекст на ова многу интересен пример има слушното, вика, во минатото кога имало по 4-5 деца, сите заедно играле, јаделе од ист прибор и така натаму, се сретнувале повеќе со бактерии околу нив и други микроорганизми и имале подобар имунолошки систем, а во денешно време во кое што претерано обрнуваме внимание на значи на хигиената, исправноста, чистотата и така натаму, имаме подем на алергиски реакции кај децата, а поретки се бактериските инфекции кои што се третираат со антибиотици. Врз основа на вашето искуство, нели досегашно, постои ли дете, ми доаѓа нели да го кажам, новороденче, доенче, кое што
еве немало воопшто никаква инфекција или било со навистина еве незначителен број на поминало многу лесно без некои потешки еве не да ги кажеме лекарства или одредена терапија, има ли цврсти деца? Постои, не едно, туку повеќе деца. Јас се гордеам со тоа што имам пациенчина кои што си ги водам од раѓање и за кои што се и на 5 и на 6 годишна возраст слободно може да се каже дека немаат воопшто примено антибиотик. Тоа пред се должи на мајката, значи негата околу бебенцето и малото дете на мајката, како го храни, како го негува и сите секојдневни активности на детенцето, меѓутоа треба да се труди, значи најчесто, како што спомнати, не одма да се даваат лекарства, затоа што имунолошкиот систем не треба да го омаловажуваме, тој си има методи и начини со кои што може да се одбрани од една инфекција. Не значи дека секоја температура одлучуваме да ја третираме со лекарства. Значи, ние педиатрите си правиме проценка во зависност од тоа кое дете си го знаеме каков е неговиот имунолошки систем и колку е склоно да добие посериозна или понесериозна заразна болест. Токму поради тоа, значи, то си е во домен заедно, долготрајна, макотрпна, да речам, работа, во која што главна улога има пред се мајката, на прво место ќе ја кажам, и матичниот педијатар. Јас кога дојдов во Битола, кога почнав педиатриски, значи, да навлегвам во педиатријата, бев многу пријатно изненадена, го имам и претходно кажано, од мајките во Битола, затоа што нивното здравствено знаење, да речам, е на многу повисоко ниво од каде што бев претходно и многу има место за разговор и објаснување и соработка со мајката, а нашата заедничка цел е, значи, едно здраво дете. Кога станува збор веќе за таа соработка, нели, како што кажавте, првата температура, можеби, кога се јавува, кога, например, родителот треба да реагира, односно, што е најдобро да стори, дали можеби да почека одреден временски период, можеби самата температура од себе, нели, да исчезне, или пак веднаш да се пријави, односно, да го однесе, нели, своето новороденче на лекар. Така. Првата температура е првиот голем шок за родителите. Обично најчесто, значи, се плашат од покачена температура. Тоа што треба да го направат е во секој случај да имаат топломер, да измерат температура и во зависност од тие не треба да се ослонуваат на висината на температурата, туку на општата состојба на детето. Доколку имаме зафаќање на општата состојба на детето, дури и да не е висока на температурата, јас препорачувам да при прво кревање на температура, значи кога не знаеме како се однесува детето на покачена температура при одредена болест, да се обратат на педијатар. Затоа што не секогаш висината на температурата е доказ за сериозноста на состојбата во таа фаза од болеста. Може да има детето 37,5 и да биде засегната општата состојба, да е легнато, да не ги извршува своите секојдневни активности. Во тој случај секако да се обратат кај својот матичен педијатар, па тој да процени состојбата и да кажи терапија и совет. Првото кревање температура, најмногу совети и најмногу објаснување треба како да се справат родителите, не да се ослонуваат на висината, во секој случај да имаат топломер и понатаму ќе кажи докторот. Доколку не е прво кревање температурата, доколку знаеме со каква пациентче имаме каква состојба на имунолошкиот систем, што си ја знае и мајката и матичниот педијатар, тогаш во одредени случаи препорачувам и да се почека, затоа што имаме многу често само едно кревање температурата, понатаму самиот организам да се избори, така да не мора да брзаат веднаш да го носат на матичен педијатар. Исто така треба да се обрне внимание дека при првото кревање температура не треба мајките да брзаат и со давање на сирупче против температура, затоа што докторот е тој што треба да процени на која висина на температурата мајката ќе ја дава. Обично викаме над 38,5, меѓутоа секое доенче и мало дете различно ја толерира покачената температура, така да некојаш имаме индивидуално различни совети. Така, бидејќи имаме уште прашање или токму на оваа тема, предлагам да направиме една кратка музичка пауза, а потоа продолжуваме, драги гледачи, токму за еве нашето здравје од најмали нозе.
Продолжуваме со разговорот токму за инфекциите кај доенчињата. Зборувавме веќе за повеќе аспекти. Еве едно прашање, дали може инфекција да се добие преку мајката? Мајката е еден од личностите со кои што детенцето е најмногу во контакт и најблизок контакт. Токму поради тоа таа може да биде пренесувач на инфекции во зависност од нејзиното работно место, доколку доаѓа во контакт со повеќе луѓе. Во зависност од имунолошкиот систем на мајката, таа може да е само здрав носител. Тоа значи на нејзините слузници, значи на слузницата на носот, на устата, постојат микроорганизми од кои што таа не боледува, само е носител, здрав носител. Токму поради тоа, може и без да знае, заради тоа викаме, често родителите ќе речат, па не беше во контакт со никој болен. Тоа се должи токму на ова сега што го зборуваме. Може да е во контакт детенцето со здрав носител и на тој начин тоа да заболи. Значи, бидејќи неговиот имунолошки систем е многу понезрел и нема стекнато имунитет кон тие заболувања кон кои што микроорганизмите ги добива можда од мајката. Мајката е исто така преносител и за време на бременоста, во текот на кое што, посебно во првото тромесечие, и најопасни исто тука би ги издвоила вирусите, кои што поради нивната големина, значи се значително помали од бактериите и ја врват фетоплацентарната бариера, па преку крвта стигнуваат до бебенцето и мајката може да има исто така некоја симптоматска дури инфекција и без некоја температура со 2-3 кивања во текот на денот, а да пренесе сериозен вирус кој што може да направи сериозни оштетувања кај плодот. Тие се многу по сериозни пренесувања на заразни болести. А во секојдневниот живот, колку е детенцето поголемо, толку повеќе и сите членови во фамилијата имаат слични микроорганизми на нив, значи се фамилиализираат, викаме, и на тој начин не си пренесуваат толку заболувања. Еве, дел од родителите не сакаат нивното доенче или новороденче да биде во контакт со многу луѓе. Но се подразбира дека најблиските пријатели, соседи и така натаму сакаат нормално да бидат блиску нели со новороденчето, да го погледнат, да го погалат, можеби да го гушнат. Значи секогаш тука има многу луѓе и нормално различна средина. Сметате ли дека тоа е позитивно или не? На што треба повеќе да се стави акцент веќе тука кога се подразбира тоа нели е мало, нежно? Јас ставам акцент во неонатолошката возраст и тие 40 дена кои што и народот многу добро ги знае. Тоа се првите дена од животот во кои што и новороденчето и мајката се многу нежни и многу склони кон добивање на инфекции, а нивниот имунолошки систем бебенцето скоро и да го нема, а мајката исто е многу на пониско ниво имунолошкиот систем. Токму поради тоа во тој период јас сум за минимално контакти, посебно допири такви директни контакти со бебенцето и со мајката. И препорачувам најчесто да помагаат само оние кои учествуваат во негата и во помошта на мајката и на бебенцето, без многу контакти со луѓе, значи пријатели, така натаму, средби. Како минува првата година од животот, така треба да се и социализира доенчето и да гледат други луѓе, меѓутоа не мора со директни контакти, значи гушкања, допир, такви работи, мислам, не се препорачуваат многу. А кога станува збор за излегувањето надвор, или во надворешната средина, кои се тие најповолни услови кога нели новороденчето треба нели било да станува збор на сончеви зраци, нели на воздух, значи каков е воздухот дома, каков е надвор, колку време нели треба да поминува? Така. Доколку се работи за пријатни климатски услови, значи сонце, добра температура на воздухот, во секој случај се препорачува и новороденчето и доенчето да се вади во надворешни услови, затоа што во надворешните услови не се присутни тие вируси кои што се присутни во една просторија каде што има повеќе луѓе. Токму тоа го спомнавме и со проветрувањето. Така да сите оние климатски услови кои што нас ни пријат, исто така му годат и на доенчето и на малото дете. Секоја слободна минута треба да ја врвиме на планина, значи посебно еден град како нашиот, треба секој и малку слободно време, значи доколку се работи за 1 час, да се врви во надворешни
пријатни климатски услови, значи планина, езеро, море, се тоа се препорачува. Средина во која што имаме чист воздух, се препорачува и за доенчето, па и за новороденчето. Кога зборувавме веќе за внимавањето, нели, колку внимаваме во однос еве например на температурата, некои родители можеби не обрнуваат доволно внимание и едноставно ќе остават на тој временски период, па ајде ќе помине, ова не е ништо страшно. Температурата во склоп на болест, не е во склоп на надворешна средина. Да. И се во просторија. Да. Дали еве тоа необрнување на внимание, што може например со какви ефекти да резултира, односно постојат ли одредени сериозни заболувања кои што може да настанат благодарение нели на појава на одредена инфекција, па таа нели навремено не се лекувала и што може например да предизвика тоа? Така, секоја инфекција, и бактериска и вирусна, нас ни дава одредени, посебно педиатрите, значи ние прво се трудиме да ги исклучиме таквите можности при преглед на едно пациентче. Тоа може само педијатарот значи да го каже. Иначе секоја инфекција, дури и да не е висока температурата, нас ни се закануваат одредени опасности при кои што може да земи замав инфекцијата, односно да се прошири заболувањето. Еве пример ќе земам, значи при една гнујна ангина која што представува воспаление, гнујно воспаление на грлото, доколку не се реагира навремено со антибиотска терапија, тој микроорганизам, значи таа бактерија може да преку крвта да се рашири во витално важните органи, значи може да дојде до срце, може да дојде до бели дробови, може да дојде до мозок и така натаму. Ние обично не сакаме да зборуваме многу за компликациите, затоа што се тие сепак ретки и тоа не ни дава за право нас педиатрите, бидејќи ги знаеме компликациите од една гнојна ангина или од одредено вирусно заболување, да сме преагресивни со терапијата. Си имаме соодветни протоколи кон кои што се држиме и си даваме соодветна терапија. Постојат случаеви во кои што педијатарот и се ќе направи и сепак ќе настанат компликации. Постојат случаеви во кои што нема да се направи се, во смисла постојат мајки кои што чекаат неколку дена дома да биде детето со температура, па сепак тоа ќе се избори. Затоа викам, не треба да сме во медицината, не е како во математиката, секојаш има исклучоци, а и не треба, значи, нити агресивност, многу е тешко, тука е, да речам, поентата да се дај идеална доза на идеален лек во правото време. Значи, нити да се биде преагресивен, нити да не се даде одреден лек, токму поради овие компликации. Истото треба да се каже и во контекст на температурата. Некогаш сме преагресивни со лекарствата против температура, антипиретиците. А го забораваме податокот дека самата покачена температура е еден од најбитните одбрамбени способности на имунолошкиот систем со помош на кој што при самата покачена температура истите тие микроорганизми кои што ја предизвикале за болеста не може да се размножуваат при висока температура. Затоа ние настои и одбранбен механизам самата покачена температура. Сето тоа треба во согласност, значи заедно со педијатарот, мајките да се консултираат, да бидат постојано во контакт и на тој начин да се најде идеалното решение. Еве за при крај на нашиот разговор, според вас, што сметате дека родителите треба да обрнат внимание токму за овој период кога е нели новороденче? Еве особено зборуваме за тие негативни ефекти, можат ли да допринесат еве необрнувањето на внимание за подоцнежниот развој? Необрнувањето на внимание секако дека можат да допринесат, заради тоа викам во текот на првата година од животот мајките треба посебно за новороденче, ако кажам, тоа може да има животозагрозувачка инфекција при која што може да нема воопшто покачена температура. И воопшто да не ја примети мајката, значи температурата, затоа што или ќе биде субфебрилно или воопшто, значи може да има 37,1 температура, која што комотно може да ја превиди мајката. Меѓутоа тоа новороденче прво што ќе направи ќе има намален апетит, значи нема да сака да цица, нема да сака да го пие млекото од чишенцето. Тоа треба да е доволно апелирачки момент за мајката за таа да се обрати кај матичниот педијатар. Зборам за новороденечка возраст, значи понатаму
И мајката станува посигурна во себе, посебно после прва, втора инфекција кај детенцето, и знае со какво детенце има работа. Значи, има деца кои што, ако не јадењето на 2 годишна возраст, може да не паничи за разлика од новороденче. Затоа викам, зависи во која фаза е самото дете од животот. Колку е помало, толку е понезрело и толку секоја ситница треба да мајката да се обраќа кај својот педијатар. Понатаму во текот на тоа се значи однесува на првата година од животот, а понатаму може да биде и похрабра во зависност од тоа, значи индивидуално за какво дете се работи. Веќе укажавте на самиот почеток дека мајките кои што се во битола се многу поинформирани. Сметате ли дека доволно се прави од аспект нели на јавно информирање, еве можеби работилници предавање во однос токму на оваа тема? Бидејќи се подразбира дека сите не можеме нели да знаеме се и затоа можеби вистинското место е секогаш да се упатат родителите кај вас. Јавно информирање не мислам дека има доволно, нити работилници. Мислам дека мајките податоците ги имаат од интернет и од медицински сајтови и за жал од форуми. Не сум јас многу на тој начин да добиваат медицински податоци, затоа што тука имаме некои точни и некои неточни податоци. Јас бев воодушевена од мајките и се уште сум на полето на давањето на антибиотици, затоа што заедно, не кажав и претходно, ние сме тие кои што треба да им објасниме на мајките, а тие се тие кои што треба да го издржат тоа. Значи, ако одлучиме да не дадеме антибиотик, а детенцето има втор ден и трет ден температура, треба значи да се има трпение, па уште еднаш да го прегледаме, да кажеме дали сме на истиот став, а мајката да знае, значи да има верба нормално и на тој начин да имаме на крајот излечено детенце од одредена заразна болест без терапија, значи на природен начин со развивање на неговиот имунолошки систем, во кој што пак ќе кажам најголем удел има мајката. Таа е 24 сати со детенцето и таа треба да го издржи секој момент, дури и критичните моменти во тие неколку дена додека детенцето да оздрави. Токму поради тоа бев јас воодушевена, значи затоа што секој лек си има позитивни и негативни страни. Секогаш е пожелно со минимално лекарства да го излечиме детето, со прав совет и со соработка, значи помеѓу докторот и мајката. Докторке, ви благодарам за сите информации што ги дадовте нели ова утро. Знам дека се значени особено за младите родители, за нашите гледачи. Ви посакувам многу успеси во вашата кариера, нели како педијатар, и се подразбира, знам дека сте тука, нели соработката е отворена за сите предлози што ги имате, ние ви стоиме на располагање. Се подразбира ќе се видиме нели во друга утринска, токму да зборуваме за некоја друга слична тема. Ви благодарам на поканата, ми беше чест. Драги мои, завршуваме ние со нашиот разговор. Ви предлагам да останете заедно со нас, ние имаме уште други содржини.